Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници, би сакал малку да даваме вовед за суштината, односно за значењето на законските, на предложените законски измени кои што ги добивме од Министерството за земјоделство, шумарство и водосопство, односно од владата. Имено со вкупното водно богатство на Република Македонија, кое се цени на околу 26 милиарди метри кубни, која во просек би можело да се брои во средно богати земји со води, особено подземните и со акумулираните во трите природни езера, но според фондот на протечните води таа спаѓа во релативно сиромашни држави, особено изразено во нивната неравномерна распореденост како резултат на различниот геолошки состав, релјефната структура и климатските особености. Риболовните води опфаќаат околу 56.000 хектари, од кои 83 се риболовни подрачја, во кои спаѓаат природните езера, 11% се риболовни и рекреативни зони на вештачките езера, односно акумулациите, и 4% се риболовни ревири, односно реки, што се вкупно представуваат 2% од вкупната површина на државата. Во Република Македонија има околу 160 езера, имајќи го предвид и помалите. Од нив над 50 се настанати по природен пат, а останатите 110 се изградени вештачки акумулации. 21 има зафатнина на вода повеќе од 1 милион метри кубни и се сметаат за поголеми езера, а останатите 89 акумулации акумулираат помала количина од 1 милион метри кубни, заради што се бројуваат во мали брани. Во групата на поголеми вештачки езера спаѓаат Козјак, Шпилје, Тиквешко, Мавроско, Калиманци, Стрежево, Глобочица, Мантово, Турија, Глажња, Водоча, Коњско, Ратевско, Младост, Прилепско, Матка, Мавровица, Пајурци, Градче, Липковско и Слатинско езеро. Најголемо по количина е акумулирана вода е езерото Козјак со 570 милиони метри кубни вода, а најмало е Слатинско езеро со само 1,4 милиони метри кубни вода. Со површина од 14 км квадратни, најголемо е Тиквешкото езеро. Производната способност на акумулациите е различна во зависност од географската положба, физиографските особености, длабочината, осцилациите на водата, можноста да се празнат или времето кое што е потребно да се пополнат. Во изминатиот период се пристапи кон сериозна анализа на капацитетите со предвидување на количините на риба која може да се произведе во нив. Оттаму и сериозноста на овој закон и на оваа дејност. Во зависност од условите, применетата технологија и организација на производство од поплитките акумулации во низинските реони, во кои е применета посовремена технологија на производство, се постигнува принос од 500 кг на хектар, како што е во акумулацијата Младост, Кревеница, до 1500 кг на хектар во акумулацијата Букри и се изедначуваат со приносите во самите рибници. Наспроти високите приноси во низинските акумулации, во поголемите акумулации, особено во оние со поголема длабочина од кањонски тип, Матка, Тиквеш, Калиманци и Глобочица, приносите се значително помали и се движат до 200 кг од хектар. Риболовот представува стопанисување и експлоатација на рибите по пат на нивно ловење со дозволени риболовни средства, без да се прават интервенции во процесот на нивното растење и размножување, и тој може да се врши на сите риболовни води во Република Македонија, освен таму каде што е забранено. Самиот риболов може да биде стопански, рекреативен и спортски. Под поимот стопански риболов, заради тоа што замекно зборуваме, согласно Законот за рибарство и аквакултура се подразбира лов на риби со цел стекнување на економска добивка, и тој се врши на риболовни подрачја и риболовни зони. Имајќи го ова во предвид, Министерството за земјоделство и владата за прв донесе 12 годишна програма за унапредување на рибарството и аквакултурата од 2011 до 2024 година, со дефинирани цели за нивно остварување, со утврдена динамика на реализација на мерките и активностите и потребните средства за тоа. Со предвидените современи трендови за развој на рибарството и аквакултурата со почитување на принципот на одржливо користење на природните ресурси,
во делот на риболовот и во делот на одгледувањето на риби, односно аквакултура. Тие се во функција на планско експлоатирање на рибите, на одржлив начин, во нивна заштита, контролиран излов, подобрување на постоечките и воведување на нови риболовни техники во вршење на законски, односно на стопански риболов со цел зачувување на природните ресурси и снабдување на пазарот со квалитетна и безбедна храна, односно риба, за која што Република Македонија е увозно зависна. За зголемување на производството и квалитетот на рибите во рибничките капацитети и нивниот пласман на пазарот предвидени се мерки во согласност со европските трендови во делот на аквакултурата, земајќи во предвид издаштоста и одржувањето на квалитетот на водните ресурси, климатските фактори и законските одредби за зачувување на квалитетот на водите. Оваа стратегија представува со јасно утврдени и дефинирани цели, задачи, мерки и активности во правец на рационалното понесување со рибите од риболовните води и подобрување и модернизација на аквакултурата. Со законското воведување на одредбите од државна помош, усогласена со начинот на обезбедување и исплата на финансиски средства од Европската Унија, дефинирано е финансирањето на рибарството и аквакултурата, утврдени се правилата и мерките и начинот на финансирање и субјектите како можни корисници на средствата за реализација на предвидените мерки. Затоа владата минатата година, за 2014 година, донесе програма за финанска поддршка на рибарството и аквакултурата, која што изнесува 90 милиони денари, од кои што само за рибарството се предвидени 21 милион денар, а за финанска поддршка во аквакултурата 64 милиони и 400.000 денари. Оттаму уште е поголема важноста на оваа дејност и се поголеми и побитни сите овие предложени измени. Доколку ги имаме факти сите нив и програмските цели и висината на буџетските средства, сосема е оправдана одлуката за заострување на законските критериуми со кои се доуредуваат одредбите во постапката за концесија, односно во случај на непочитување или неисполнување на предвидените законски договорни услови од страна на правното лице како најповолен понудувач или во случај на раскинување на договор, изготвувањето на листата на негативни референции од 3-5, односно исклучување од процесот во идно надавање на огласи за концесија и така натаму. Имајќи во предвид дека постапката за доделување на концесија за риби се спроведува согласно со Законот за рибарство и аквакултура и Законот за концесија и јавно-приватно партнерство, регулирано е и активирањето на банкарските гаранции. Со измените не само што се воведува дневна евиденција за изловената риба во електронска форма, која концесионерот е должен да ја достави до Министерството, се предвидува и начин за стриктна контрола на изловот на риба по количина и видови, како и видот на риболовниот алат и прибор, пропишан со закон, кој што се користи, и документираната евиденција на дневна основа за продажба на рибата, со што може да се утврди веродостојноста на податоците кои што се доставуваат до Министерството, а воедно преку овие новини се засврстува и улогата на Државниот инспекторат за земјоделство како институција која што треба да ја врши оваа контрола. Конечно, со измените се врши заштита на добрата од општи интерес, кои што на крајот се во прилог на самите граѓани на цела Република Македонија, но истовремено се намалува можноста за манипулација во постапката за концесија и со непотпишување на понудените договори од страна на правни лица кои што имале несериозен пристап или намери спротивни на закон, заради тоа што во изминатиот период често пати Министерството се студираше се овие проблеми. Во тие причини, јас исело ќе го поддржам предложените измени на Законот за рибарство и аквакултура, заради тоа што сметам дека дефинитивно и во оваа област, која што е исклучително значена, со големи перспективи, треба да се воведе ред и сите оние кои што сакаат да го злоупотребуваат или да го изигруваат законот, ќе бидат спречени на начин кој што го предвидува самото законско решение. Ви благодарам.